Денес е празникот Прочка или Велики поклади, меѓу народот познати како проштени поклади, кој спаѓа во неголемите христијански празници според некој веднаш и по Божик и Великден. Овој празник доаѓа по неколкуте зимски празници како што се Бадник, Божик и Водици и ги поврзува со неголемиот број пролетни празници како што се Тодорова сабота, Летник, Свети 40 маченици, Благовештение, Цветници, Лазарова сабота, Великден, Ѓурѓовден и други. Со Прочка започнуваат и долгите великденски пости, период исполнет со многу обичаи и верувања, со многу одречувања и надежи за пречек на Христовото воскресение, за причесна и идентификација со Спасителот Исус Христос. Обичајот проштевање тргнува од христијанското сваќање за помагање и проштевање меѓу луѓето. Се верува дека на овој ден и небото и земјата се проштеваат, па тоа треба да го сторат и луѓето. Небото затоа што и погрешило на земјата со громови, мразеви, порони, дождови и слично, бара прошка. И луѓето, еден од друг, треба да бараат прошка за грешките. При тоа, секогаш помалиот бара прошка од постариот, децата од родителите, крштеникот од кумот, а се проштеваат и пријателите, роднините, соседите и така натаму. Откако 3 пати ќе се поклони помладиот, му вели на постариот: прости ми, на што тој одговара: простено да ти е од мене и од Бога, или само простено да ви е. Во некои краишта на Македонија, тој што барал прошка носел некаков подорок како портокал, лимон, суво грозје, алва, јајци и друго. И во таа смисла во некои краишта портокалот останал како символ на проштевањето.